Свинската чума или африканската чума кај свињите се заканува граѓаните прицелно да ги претвори во вегетаријанци, бидејќи со уништувањето на свинскиот фонд започнаа и калкулациите за зголемување на цените на месото. И сето тоа од надлежните се регистрира како да е очекувана и нормална појава, па ниту се превземаат поригорозни мерки, ниту некој се обидува да открие виновници и да казнува. Чудно делува фактот дека африканската чума се појавила во една од најголемите свињарски фарми во државата, каде би требало да се преземени сите превентивни заштитни мерки. Прашањето е дали некој ќе спроведе истрага како болеста е внесена во фармата, кој направил пропусти и кој ќе ги сноси последиците, особено ако се знае дека државата ќе го обештетува секое грло од свињите. Инаку многу чудни работи се случуваа откако се појави африканската чума во источниот дел на државата, што предизвикува реакции, но и сомнежи во јавноста. Например, никој не се зафати да истражи што бараше дефектниот камион полн со свињи во Блешево, токму на денот кога се вршеше еутаназија на свинскиот фонд, од каде и за каде ги транспортираше животните, минувајќи непречено од заразениот исток кон местната индустрија во Овчеполието. И примерот со закопувањето на сумнителните свињи во специјални јами помине површно, што остави можност за понатамошно ширење на болеста. И за крај, останува да се сумираат резултатите и последиците, а тие се дека свинскиот фонд на истокот максимално е редуциран, особено кај малите одгледувачи. Истовремено цените пораснаа до облаци, па прасе за чување не може да се најде под 100 евра. Аматорици веќе никој не продава. За купопродажбата на месото доправа ќе се зидаат цени. Дали можеби некој во оваа држава ќе оствари повеќе профит од увозното месо или во прашање се други големи бизниси, ќе покаже времето.